Добар ден на сите. Врз основа на член 37 од статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисија за урбанизам и животна средина, ден 26.12 во 13 часот. Констатирам дека имаме потребен кворум за работа на комисијата. Го предлагам следниот дневен ред. Точка број 1. Програма за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Битола за 2023 година. Точка број 2. Извештај за реализација на програма за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Битола за периодот од 1.1.2022 до 31.12.2022. Точка број 3. Програма за финансирање на изработка за урбанистички планови на подрачјето на општина Битола за 2023 година. Точка број 4. Одлука за донесување на урбанистички план за село Нижеполе, општина Битола. Точка број 5. Одлука за донесување на урбанистички проект со план за парцелизација на градежна парцела 5.2 и градежна парцела 5.4 согласно ДУП за Ушици блок 5 Битола со намена комерцијални деловни намени, општина Битола. Имаме представници од општината и од оделенијата по сите точки. Ве молам, ајде по точка број 1. Горан, за кои точки? Да, за 1 и 2 сум. За 1 и 2. Значи точка број 1 и точка број 2, Горан Ѓорески, оделение за имотно-правни работи. Имотно-правни урбанизм. Повели. Да почнемо. Значи предмет на оваа програма е отидување на градежно земјиште со јавно надавање и непосредна спогодба, давање на земјиштето на долготрајен или краткотрајен закуп и размена на градежното земјиште. Ги опфаќа територијата на општина Битола согласно законот за градежно земјиште, каде што може да се оствари промет од истото во рамките и на начин определен со закон. Просторен опфат е во рамки на деталните урбанистички планови наведени на страна број 4 во програмата што ја пратено, значи ДУП Зарама, јужна индустријска зона Жабени, Ушици, градска работна зона на патот за Новаци, Тумбе кафе Битола, стамбена заедница 2 и 4, урбанистички план за водно населено место туристичка зона Нижеполе, урбанистички план за водно населено место за винари во Као Лисоле и УПВНМ за комерцијални деловни намени, граничен премин Меджитлија, како Буковски лијарови втордел, извинете, и поединечни нереализирани градежни парцели, собственост на Република Македонија, што се во опфатот на деталните урбанистички планови на територијата на општина Битола. Законски основ е Законот за локална самоуправа, Законот за градежно земјиште. Значи, цели на програмата е обезбедување за услови за социјекономски развој на општината, што ќе овозможи развој на општината и заинтересираните физички и правни лица да изградат објекти во рамки на градежните парцели. Програмата за 2023 се планира да се реализира во 2 турнуси. Првиот турнус би го отфатило првото 6 месече од 2023 година, вториот турнус второто 6 месече од 2023 година. За реализација на оваа програма надлежна е Комисијата за спроведување на постапки за јавно надавање на градежно земјиште, собственост на Република Македонија, составен од 7 лица, од кои 5 се со овластување за располагање со градежно земјиште. Очекуваме прилив нормално како секоја година, тоа го имаме во втората точка. Ќе ви презентирам што има за годинава. Потребни средства за реализација на оваа програма се 1 милион денари. Значи тие се средства генерално што ги трошиме за објавите. Објава во систем, објава во весници. Тоа е тоа. Добро, благодарам. Прашања, колеги? Доколку нема прашања, преминуваме на точка број 3. Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола за 2023. Славчо, повели. Вака, ова е предлог годишна програма за финансирање и изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола. Значи, согласно законот, ова програма се проширува после секоја прифатена иницијатива со сите прифатени иницијативи. Ова е склоп како сите иницијативи што се во цела 2022
се вклопени во оваа програма и оваа предлог програма е како почеток за 2023 година. Значи, истата ќе биде проширена со сите прифатени иницијативи на некои од наредните седници и може програмата да се менува, да се дополнува во било кое од наредните седници. Значи, тука се опишани сите постапки, почнувајќи од генералниот урбанистички план, од сите детални урбанистички планови, сите урбанистички планови во населено место, сите локални урбанистички плански документации кои што ни се во процедура и сите урбанистички проекти. И на крајот имаме предвидено буџет од 1.000.000 денари, што цело време претрпи измени во зависност од потребите на општината. Значи, голем дел од овие планови се финансирани од приватни лица согласно законската регулатива. Воглавно, тоа е тоа. Овде треба да се напомени дека во оваа програма е вклучено и урбанистичкиот план за село Нижополе. Во случај да се донеси на седница, ќе треба да се избрише од програмата, бидејќи ќе биде како завршена постапка. Тоа е тоа, ако имате некои прашања. Ако може искавче само за кој села точно, набрај ги вака таксативно. Значи, вака овде урбанистички планови за села. Имаме за Дихово урбанистички план и урбанистички план за село Нижополе, тие ни се во процедура. Тие двете се. А имаме и предвидено да се отпочни во текот на наредната година некои од селата Бистрица, Кажани, Кукуречани, Цапари, Трново, Магарево, Кравари, Логоварди, Пајшево, Раштани и Крклина. За 23-та тие се. Значи, за 23-та се предвидени тие, но може било кога да се измени програма. Јасно. Добро. Добро, фала. Прашања други колеги? Илиевски колегата, па Ани. Повели. Колку време ќе ни треба, пример, едно тие ако одбериме, колку време ќе ни треба од почнување до донесување? Значи, во законот е минимум 18 месеци, оптимална некоја Период за изработка. Да, 18 месеци. Прилика е Минимум. Минимум, Да. значи за 2 години од кога Да, 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 било да, некој реален да. период за донесување. Да. Добро, повелете, колешки Анастаси. Јас сакам околу сумата од 1.000.000 денари, со оглед на тоа дека предвидени се поголем број на детални урбанистички планови кои треба да се сработат следната година. Јас сметам дека сумата од 1.000.000 денари е премногу мала и не можам од програмата да пратам што е точно предвидено за таа сума да се направи во овој период. Исто така, споредувам, пошто овде гледам отпочнати се постапките за измени и дополнување на ГУП за град Битола, меѓутоа нигде во оваа програма овие се измените и дополнувањата на ГУП. Не гледам изработката на новиот ГУП каде е сместена и со оглед на тоа дека кога ќе ја споредам финансискиот план и програма со јавното урбанистичко предпријатие за проектирање, за кое за урбанистичка планска документација очекува приход од 8.800.000, како ќе биде добиен овој приход и од кои ставки на буџетот, кога во оваа програма се предвидени само 1.000.000 денари за изготвување на урбанистички плански документации. Значи, јавното предпријатие не добива средства само од оваа програма. Значи, проектите не се наши. Во оваа програма, значи, се само за планови. 1.000.000 денари е сумата што ја имаме секоја година за работа на одделението. А од кои ставки ќе бидат финансирани деталните планови и плановите за села за кои што донесовме ни одлука дека ќе бидат изработени следната година? Првин треба да ги почнеме.
Не се почнати. Значи од одлуката што ја донесовме пред 4-5 месеци, се уште сме на нулто ниво, немаме ништо почнато со тие планови, така? Добро. Фала. Добро, други прашања? Доколку нема, предлагам да преминиме на точка број 5, точка број 4 да оставиме за последна. Точка број 5, одлука за донесување на урбанистички проект со план за парцелизација на градежна парцела 5.2 и градежна парцела 5.4 согласно ДУП за Ушици блок 5 Битола со намена за комерцијални деловни намени. Славчо, така, по оваа точка? Не, Или кој? Христијан Павеле. Добар ден на сите. Значи, овде станува збор за изработка на урбанистички проект со план за препарцелација, спојување на две градежни парцели во една градежна парцела по барање на собственикот на земјиштето во која собственост се двете парцели. Значи, двете парцели се на исти собственик. За тоа се прави за потребите. Подетално локацијата? Значи, локацијата станува збор за Ушици, Ушици Дулие, да. Нека кажеш. И во према идејните проекти што се дајани станува збор за комерцијален објект што ќе биде. Добро, фала. Повелете прашања, колеги. Проектирањето на оваа површина кога е започнато, мислам, или спојувањето на парцелите, мислам? Постапка, Не знам точно кога е поднесена иницијативата, мислам дека беше негде септември, мислам дека беше. Може да беше порано, мислам дека имавме и предлог за внесување во годишната програма, беше внесено, се не знам точно во кога беше отпочнато. Знам дека имаше или порано беше да имаше на забелешки, имавме дајано. Беше, мислам дека во април, ама дур помина процедурите за прифаќање за оваа зона, може да беше во септември. Да, да. Пошто таму има како интегриран процес, прво иницијатива одобрување, внесување во годишна програма, па имаме одобрување на проектна програма, еднаш имаше забелешки, па потоа имавме доставување на урбанистички проект, мислам како постапка е пак по-долга, по-комплексна, не е едноставна. Тоа е целата работа. Ова ако, мислам, може и се лаже, може не вие се работи за Lidl, така? Па предпоставуваме дека да. Пошто во идејниот проект е прикажано нешто, да, меѓутоа во оваа фаза ниту За граѓаните да, тоа е да. интересно да се Да. Добро, фала. Повелете, Илијевски. Дали може да знаеме собственик. Знам дека целосната документација беше пуштена на увид, сега не знам точно на кој се води градежните парцели. Добро, може да добиеме известување, така? Или Па кој пошто инвеститор целиот или- урбанистички проект беше доставен, се не знам дали е споделен до сите советници, претпоставувам дека да, може да се види на катастар или ќе ги препратам јас имотните листови и скиците од катастар што ги имаме, не е проблем, мислам. Да. Добро, препратете. Слободно. Слободно. Значи, од последните измени кои ги имавме на членови на комисиите, јас сум официјално член од, ова ми е прва комисија кај сум официјално член на истата и претходно барав, значи се од сега што ќе работиме било како, ве молам, пуштајте ги со име, презиме, се останато, да не бараме дополнително, па ви реков, не ви реков, знам, не знам ово она, ве молам име и презиме на све. Мора да имаме транспарентност. Значи во врска со тоа целосната документација е пратена, значи целиот урбанистички проект со идејните проекти внатре, со се собственост, катастарски парцели, имотни листови, полномошно, се е доставено за конкретниот предмет се е Во доставено. материјалите се добиваме, ве молам. Значи не реков дека не е доставено. Значи ве замолувам да доставуваме се. Ме разбирате, не реков дека не е доставено. Добро, благодарам. Повелете. Јас би замолила кога ќе стигнеме до ваков предмет да имаме и хронолошки редослед. Кога е доставена иницијатива за да можеме малце да пратиме
како течи, кај се проблемите и колку долго траене тој процес. Значи сите чекори да ни се доставена иницијатива на тој и тој ден, одобрена иницијатива на тој и тој ден, одобрена проектна програма на тој и тој ден. Да имаме континуитет за следење на планот. Благодарам. Благодарам. Добро, нека влезат овие сите во записник. Се согласувам со забелешките. Може ово, треба така да функционира. Добро, други прашања? Ова точка. Доколку нема, ми пиша Горан Ѓоревски дека него образложил извештајот. Само за првата точка преге Точка број 2. имаш излагање, повели Горан. Точка број 2, извештај за реализација на програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во собственост на Република Македонија на подрачјето на општина Битола за периодот 1.1.2022 31.12.2022. Да, значи од 1.1.2022 до 31.12.2022 година оттуѓени се следните парцели. Од Дуб Зарама 4, 1, 2 и 3, ГП 5.3 со вкупно постигната цена на надавање до 8.547.840 денари. Продадени се 12 градежни парцели во индустријска зона Жабени со вкупна вредност од 4.790.722 денари и продадени се 2 градежни парцели во градска работна зона Северно од патот село Новаци блок 1 со вкупно постигната цена од 228.762 денари, односно имаме 13.568.324 денари приход, односно 220.000 евра. Овие се исклучиво од продажба на градежно земјиште, натаму од нив следува приход од комунали и слично. Добро, благодарам. Повелете прашања, повели. Тие 200.000 евра ги платија, ги зедовме или? Да. А сега комунали се што ќе градат понатаму, тоа се е дополнително, така? Тие ќе влезат во буџетот наредната година, да. Тие што се до 5.000 квадрати треба одобрение за 9 месеци да извадат, тие над 5.000 во рок од 12 месеци. Фала. Добро. Други? Доколку нема други прашања, преминуваме на точка број 4, одлука за донесување на урбанистички план за село Нижеполе, општина Битола. Повелете кој ќе образложи точката? Значи, вака, во општина Битола, согласно програмите од 2014 наваму, визионерски одделението и општината ги зададе како приоритет на понатамошен развој, значи 3 села, Долно Оризари, Нижеполе и Дихова, и добивме поддршка од Агенцијата за рурален развој и исклучивме договори за изработка на документација за 3 села. Долно Оризари го донесовме во 2018-19, сега добивме согласност од Министерство за приложеното планско решение и водената постапка. Значи, постапката се води од 2015 наваму со обезбедување на услови за планирање, со обезбедување на сите позитивни мислења, со одобрување на планска програма, и така натаму. Имавме 2 јавни анкети, имаше голема заинтересираност од граѓаните на Нижеполе. Сите позитивни мислења се обезбедени, вклучувајќи го и мислењето од Министерство за животна средина. Направивме стратегиска оцена за влијанието на урбанизацијата врз животна средина и мерки, пропишани се сите што треба да се задржи или да се обврзат инвеститорите за да се зачува животна средина. И еве сега пред неколку денови постапката стигна до одобрување на планското решение, тоест на цела постапка од советниците. Значи сега сме на чекорот. Во овој период сите советници мора да имат увид во планското решение и во постапката и ве замолувам активно да се вклучите. Значи секој кој што сака да има увид во целокупната документација, обврска ние по закон,
да се вклучите, стојам на располагање. Еве е системот за урбанизам, тука ние документите во хартија ги имаме во канцеларијата. Кога сакате, значи, можете да направите увид. Со вашето гласање на планското решение на седницата добиваме опфат за урбанистички план за село Нижополе, во кој што граѓаните или собствениците на катастарските парцели што се внатре во опфатот ќе можат да градат плански со документација, со сите законски процедури и да ги користат сите бенефити од сите расположливи фондови. Дали од Агенцијата за рурален развој, дали од ИПАР, дали од некои други, значи ќе можат законски да си градат со спроведување на законските обврски и на мерките пропишани за градба. Ако не го гласате, значи ќе продолжи диво градењето и хаотичното безпланско градење како што садува. Знаете дека во интерес ни е да се зачува подпелистерскиот период, да се зачува животната средина и да има планско градење со искористување на природните убавини. Значи, ако сакате нешто да ви образложам, ова е планскиот опфат. Во него се предвидени викенд куќи што се надвор од селото, а внатре во селото, во централното, да речам, во централното јадро, се куќи со селски дворови. Таа е намената А1. Селско-стопански дворови. А сето околу е викенд куќи како намена. Имаме заштитен појас на регионалниот пат, што е Нижополе Брајчино. Имаме заштитни појаси околу реките, сите што се водотеци. Имаме заштитни појаси околу далеководите, што се низ опфатот, и заштитни појаси со плаво на цевките од Стрежево. Ова што е најваше десно е реката, што е покрај Нижополе во долот. Таја треба да ја заштитиме и заштитниот појас е обележано со бледо црвено, е од 50 метри. Значи, покрај неа не сме да се гради. За сите прашања ви стојам на располагање. Добро, благодарам. Повелете, председателке. Добар ден на сите. Славчо, јас имам неколку прашања. Се надевам дека ќе ми одговориш, бидејќи од 2016 на сите јавни расправи имам дојдено и ги имам следено и ме интересираат некои работи. Планот е 2016, така? Или од 2014 е почнат? Значи, постапката влегва во процедура, ама официјален почеток на планското решение е со одобрување на планска програма. А претходно има многу работа. Значи, на 29.12.2016 е одобрена планската програма. Значи пред 8 години. Така иде? Не, Пред 6. Точно пред 6. А планот има важност од 5 години? Кој ќе се донеси? Не, од 10. Од 10? Да, моментално е со плански период од 2016 до 2026. Значи ние ако го донесеме во 2022, тој ќе важи до 2026 пак. Или додека не се донеси нов. Добро. Вака, сега имам првото прашање ми е, бидејќи ни кажа ако не се донеси ќе се продолжи со дивоградбите. Мене ме интересира ако не се донеси овој план. Постапката почнува од почеток? Како во 2016 или? Не, ќе се враќа пак, се има пропишано чекори, ќе се враќа назад пак на комисија на разгледување, на вградување на забелешки, пак ќе се пушта до министерство, значи ќе продолжи постапката во тој круг. Добро. Вие како вработен во одделението за... Ќе ве молам малку пативко, ако може. Како вработен во одделението, дали може да ми кажете, бидејќи од 2016 е почнат овој план, колку, дали имате некоја бројка, колку градби имате од 2016 до сега нови на терен? Не имам таков податок. А има или нема нови градби? Нови сигурно има. А од кој треба да побараме податок? Од
Од инспекција. Од инспекторатот? Да. А имаме легализирани Значи, кои не биле претходно има влезени? закон за легализација во Добро. 2016 и закон за легализација во 2018. Значи немаме Точно- број на легализирани објекти од 2016 до 2022 во Нижаполе? Не знам. Значи има и постапки што се за легализација од 2011. Точно може да се направи увид кои објекти ги имате проширени од и овие се сите надвор од плански опфат и Советот ги има легализирано. Значи или- Советот ги легализира по предлог на одделението Да. ваше, не Советот не ги не наше, измислува. не, правниците, Да. Па то и таа е најлошата Да. пракса што правниците треба да ни кажат, а не Правниците- урбанистите. Овие се сите објекти што се легализирани во Нижополе се легализирани надвор од плански опфат и вие имате донесено одлука за да се вклопат во идна урбанистичка документација што е ова. Добро. Со ова постапка ги вклопваме сите. Добро. Следно прашање ми е дали оние барања кои беа произлезени, оние забелешки кои беа произлезени од јавните расправи, дали се влезени? На сите забелешки, предлози и барања е одговорено. Некои се прифатени, што биле соодветни за прифаќање, некои не се прифатени. Имаме некоја представа колку се прифатени? Па, Поголем број, помал број? па можеме да одиме едно по едно. Воглавно, повеќето беа за проширување на опфатот, сите што беа за проширување на опфатот не се прифатени, а сите што беа за обезбедување пристап, за уточнување на локација за трафостаници и слични работи се прифатени. Значи, отприлика 40% се прифатени, 60% не се прифатени. Отприлика се, а можеме една по Не, една не, не, да ги онака, извадиме, чисто онака прашував, Да. не мора ми дајте точна бројка. Добро, за сега толку. Добро, ви благодарам. Колега Корлевски, повеле. Ти благодарам, председателе. Славчо, представник од општина, да, вака сега. Со ова предлог, точка на дневен ред, која треба да донесеме ние во советниците, стално општината секојаш вели советниците, вие си ја донесовте. Се вака, јас имам две работи да прашам. Прво, ќе го изгласаме овој опфат, рече. И велите, како претходно изгласавте, кога ќе го донеси, ако го донесиме, тие што ќе инвестираат, градат и така натаму и ово, ќе ги имаат условите, можностите кои што ќе треба да ги. Дали општина Битола има капацитет и финансии да му ги овозможи потребните работи на тој што ќе инвестира, да речеме во Северина. Од она што го слушам од граѓаните. Планот е, сега вие ќе ме поправите дали е точно или не тие слушаат, дека треба да има пумпна станица некаде во долниот дел на селото или во населбата, како и да е, да не ме сватите точно збор, бидејќи не сум урбаниста, која што ќе ги од водната канализација ќе треба да крива под притисок за да може по слободен тек после да се оди во пречистителна станица. Се. Дали тоа општина Битола го има предвидено, пошто ние во буџетот не го гледаме и ако ние утре го изгласаме и некој за 6 месеци изгради некој, не знам, населба, хотелче, мотелче, куќа, што и да е. И не ќе може комуналите, значи ќе си плати за комуналија, ама нема да има услуга. Тоа е нешто што ни се случи, што му се случи на општина Битола со Арама, кога луѓето си платија во Арама за градба на згради, меѓутоа нема нити одвод, нити водовод, ништо. Нити улици. Па да се случи после па се земаја кредити и така натаму. Чито ми е првото прашање, дали општина Битола го има тој капацитет? И второто прашање е, дали сите овие што се надвор од опфатот кој што ги планираме, кога ќе го донесиме, може да се надополнуваат и да се надобрзуваат, или ќе биде некоја пречка посебна, или ќе биде нешто што ќе биде, не знам, устав затворено и не може да се менува. Значи вака, на првото прашање, конкретно, не можем да ви одговорам дали општина Битола има капацитет. Значи, само сакам да ви посочам како пример позитивен, во Долно Оризари, од кога донесовме планот
за урбанистички план за Долно Оризари, се насочија многу средства и се направи атмосферска канализација, нова улици, ојде натаму цела, бидејќи имаше документација, имаше можност да се вложат средства. Сега, ако не го донесиме планот и да имаме средства, не можеме да ги вложиме таму. А со планот ќе имаме можност да направиме проекти, дополнителна документација, кај што ќе можат да се инвестираат средства. Значи, ќе имаме подлога, основа, за да можеме да инвестираме таму. Сега и да имаме пари, не можеме да инвестираме. Од ова што го спомнавте, пумпна станица, пречистителна станица, не ми е јасно мене. Пумпна станица, ако е нешто ниско, да нема кај да оди, да ја пумпаш водата. А нижа поле негде 1000-1100 метра, сигурно има некакво решение што надолу може канализацијата се спроведи некаде, отие многу високо. Дур да стигнеме до црвени петли, било каде или наваму, значи има голема висинска разлика што сигурно ќе се најди начин без препумпнување, без скапи трошоци, ќе се изведи канализацијата како што треба, да не ја загадала реката што се капат во базена во Дихово. Значи за препумпни станици не ми е логично да се прајмуваат. Во однос на второто прашање, значи овај плански опфат што е со црвено границата е дефиниран за овај план. Кој ќе го донесеме овај план, ќе важи дур него смениме. Утре можеме да почнеме нова процедура со нов плански опфат за истото село или пак сите заинтересирани граѓани што се околу планскиот опфат, посебно во друга процедура, дали ќе биде урбанистички план во населено место, дали ќе има можност за урбанистички проект, за било која друга парцела, групно или поединечно, да се изработат дополнителни урбанизации во околината на селото. Значи, може и самиот плански опфат да се прошири во наредна документација, а може и поединечно да се изработат урбанистички документации. Поединечни или групни. Значи, ова е за овај плански опфат замрзнато. За понатаму ќе треба нова процедура. Само едно дополнување, се извинувам. Бидејќи пред малку кога праша и колешката, тоест председател на Сојдовика, имавме неколку, вие рековте неколку 40% ги одбивме, заради тоа што бара во нов пат, а другите ги прифатим. Сега, зошто се фокусиравме баш на толкав опат заради времето, тајмингот, позициите, можноста, капацитетот или мислам или едноставно за тоа имавме проекти или толку можевме или што беше причината, мислам, што не ги прифативме, да речем сите, да речем. Кога правевме офатот како општина, значи офатот пропишано е во законот да има образложение за иден економски развој. Значи тој како прво, границите мора да ги следат претходни граници или природни граници. Значи сложено е тука подрачјето, оти се консултиравме и со Агенцијата за просторно планирање, се консултиравме со Министерството за транспорт и врски, се консултиравме и со Заводот за заштита на споменичното на музејот на Битола. Значи тука има повеќе добра кои требаше да бидат заштитени. Имаме претходен детален урбанистички план за село Нижа поле, во кој што сите парцели што биле во него имаа статус на градежно земјиште, а плюс тука најголем фактор беше Министерството за земјоделие, бидејќи има обработливи ниви, овоштарници кои ако ги вметневме во офатот ќе престанеа да земат субвенции или да ќе бидат градежно земјиште, не може да одледува. Значи зато овај офат е ваков каков што е и процедурата за дефинирање на офатот можеби траеше 2 години. Значи од прилика од 2014 до 2016, значи и гледавме пред се, тоа беше препорака од Министерството, сите дивоградби за кои имавме увид да бидат вметнати во офатот, бидејќи ние законска обврска да ги вметниме во една урбанистичка документација. Значи за сите што имавме увид се вклопени.
Значи, законската обврска што ни ја задавате вие како советници, ја исполнив. Што би сакал при донесување на ова планска документација што велиме за овој дел, дали е возможно законски да се воведи мораториум врз градбите? Речиме, слушајте, да, ние го донесовме на своето, ама сега 2 години не смејте да градите. Или година, значи. Како 2 години не смејте Дали да градите? може мораториум да се воведи, да од кога ќе донесиме да се доведи некаков било каков мораториум врз Не, сега треба да инсистираме да градат со документација таму, Затоа за е. да земе комунали. Значи, црпам информации кои што треба да ги презентирам во јавност. Затоа ве прашам дали е возможно таква работа. Не, тоа е спротивно нашите мораториум, зашто? Добро, благодарам. Дополнителни прашања некој? Ако нема од советниците, имаме представник од местната. Повелете, седнете се. Слободно повелете. Мислам дека десното. Се слуша? Да. Почитувани советници, членови на комисијата и други представници. Тука сум само да кажам неколку ставови кои што мислам ќе придонесат за тоа да имате појасна слика за овој план. Прво би ве замолил, погледнете го опфатот. Да почнеме од ова страна тука, сакав таму да презентирам. Видете овде, од левата страна, така да се изразам, таа е западната страна на овој патот. Има еден како зап, катник, така? Таа е една парцела. Само погледајте се околу неја што се случува. Добро кажа представникот на општината, секој плански опфат прво се стават критериуми. Се прави опфатот на планот, по природни и други карактеристики, да не должам. Природни овде многу ги имаме. Многу природни. Видете ја реката, потокот и сите други работи, тука се природните. Само на терен да се оди да се види, се гледат. И на скицата се гледат. Верувајте ми, сум гледал многу планови. Ваков план како досега, овој немам видено. Овој ќе биде план кој што ќе се користи како нагледно средство каков не треба да биде еден план. Да не должам многу. Барам објаснување како опфатот дојде, таа е една парцела од левата страна, така ќе се изразам се западната страна, влегува во планот, а сите останати до неа не влегуваат. Како се направи таков плански опфат? Друго, повеќе работи има сега кога сме веќе кај заштитата. Видете долу кај што тече реката, подолу по селото има еден зап и уште еден уште подолу стигнува до реката. Значи нити е запазен тој заштитен појас. Еве видете го и горе, еве тука овде видете ги овие, понатаму гледајте до реката. Значи не е заштитен појас. Да не заборавам, во Нижополе буквално ништо не може да расте. Нижополе и никош немало ништо освен компири, ниту може нешто друго да обстане. Се прават некои обиди и јас со некои таму залешници и така натаму, и тие не успеват. Друго, капка вода нема во Нижополе, цела вода е земена за снабдување на битова. Значи тоа не држи. Второ, значи после овој забот што ви го кажувам, првиот, понатаму од западната страна на патот, која што само на патот, вие сите сигурно имате одено ски лифт од Нижополе, и кога ќе одите нагоре, гледате дека десната страна од патот негде 1,5 метри, 2, негде 3 метри, само покрај патот е повисока. А да не зборуваме сега овие тука што се долу спуштени до реката, над 20 метри висинска разлика има. А фекалната канализација, значи на таа парцела, на тој зап што го нареков, мислам најсоодветно, се не знам по кај триаголник да речеме, да не биде зап, значи оди низ неа
И така продолжува понатаму на горната страна од патот и во реката Црвена, не ова сапунчица која што долу, во реката Црвена над селото, тука е предвидена пречистителна станица. Значи, ова е абсурд. Јас апелирам до дигнитетот на сите советници, автономноста и се, и како луѓе. Дали ќе изгласате план во кој што одводот оди 20 метра висинска разлика нагоре, како од овде сега да треба одводот да оди на Бајрот горе да се качи, на Тепсија. Тоа е едно. Ви благодарам. Еве ова парцела, видете се. Планот почнува од овде. Овде нема, еве ова парцела како триаголник. Одма до неја и видите колку парцели ги нема, одма последен. Така поширок опфат и понатаму и така натаму и натаму. Еве овде колку се овие до реката, еве овде колку се овие до реката, еве овде колку се до реката. Сега, нема логика, се консултирав и со урбанисти и со се. Барам објаснување, еве и вас да ви се објасни, може би ќе има објаснување. Зошто ова парцела е во планот, а ова до неја не е? Порано овие беа на иста парцела, двајца браќа ги поделија. И така натаму оди под. Одма одиме на источната страна од патот. Видите овде, до 200 метри до реката оди офатот на планот, а овде што се до патот, значи парцели кои што имат и пристап, кои што се достапни, ако треба и пат да се направи, многу едноставно ќе се направи до нив, не се опфатени во планот. Значи ваков опфат, ако како што кажа представникот, значи природни граници на услови, понатаму да не заборавам, околу 80 на барања имаше на првата јавна презентација и на втората околу 40 или 50, не знам колку бе, ниедно не е прифатено. Ако има некои услови да ги видиме, може би тие парцели кои што не се во опфатот на планот, повеќе исполнуваат услови отколку тие што се. Друго, на овие парцели што не се во опфатот на планот, на дел од нив веќе има изградени објекти. И тоа дека со овој план ќе се спречи бесправната градба е абсурд. Значи не е точно, не е речува бесправната градба овој план. И уште нешто, значи дали сега јас поставувам прашање, не знам тука. Дали еве ова парцела која што е овде до ова или ова тука може сега да си направи планска урбанистичка документација самостојно? Во контакт е со планот. Мола? Може. Јас колку што сум запознат, тие парцели што се во контакт со планот не може да изработуваат планска урбанистичка документација. Има некој правилник таму, ќе го најдам. Значи, сакам да не должам многу, има уште многу да се зборува. Ова е невиден абсурд. Значи, со одводот и со планскиот опфат. Овој не е плански опфат. Ова парцела на која е на Јове, ќе ја ставиме, ова која е на Пеце, нема да ја ставиме и така натаму. Нема друго решение, нема друго објаснување. Проблемот е многу тежок со одводот. Тие што ќе успеат да се приклучат од горната страна, одводот ќе излези над селото Нижополе по реката Црвена и до овде ќе стигне. А оние кои што се под, сите имат овие септички јами. По законот септичките јами не се дозволени, така? Значи, сите се септички јами. Септичките јами имат рок на траење. Тие се сите направени самоделски со ѕидови, со ова, се полни и после почнува во подземните води и натаму да тече и тие ќе стигнат овде. Решението е многу едноставно, само некои не сакаат. Тој што е одвод, да се проектира овај овде што е, видите, вака оди тој одводот, вака оди и овде ќе се испушти. Овде. Значи, видите, од овде до одводот има 20 метри висинска разлика. Значи, теоретски шанси нема. Јас кога бевме на јавната расправа, кога имаме ние таква технологија, да ја продадеме на Франција, на Германија, да станеме најбогата држава во Европа.
Значи невозможно. Решението да не должи многу е многу едноставно. Значи од овде исто има природен тек, значи кој што оди овде. Значи падот на земјиштето целиот е тука кон реката. Ова што е овде планирано, значи да се префрли само во овој дел. Тука природно така си течи водата покрај реката течи понатаму негде до овде. Под селото. Селската канализација, која што, значи, ова селска канализација тука, полека ќе оди од овде и ќе се приклучи кон ова постојната што се планира од горниот дел, значи од викендиците. Ќе се спои селската и канализацијата од викендиците и тука ќе се изгради заедничка пречистителна станица ако се гради. Сега имам толку, се извинувам ако одзедов од времето, има уште многу, меѓутоа. Еве толку, ако може, зошто е таков опфат? Добро, ви благодарам. Имате можност, значи, да ми понудите планските решенија и проектните решенија за канализацијата на јавното предпријатие за нискоградба. Се надевам дека ќе бидат од корист. На сите јавни расправи, значи го предлагавме ова и не треба ни нискоградба, ни стручњак, некој кажа еден од присутните, еден аналфабет да оди горе, одма ќе види кај течи водата. Одма ќе види кај треба да биде. И просторот самиот тоа го обезбедува. Со овие вакви тактични работи, овој даде согласност, оној даде согласност и така натаму, пак ќе стигнеме до ова. Понатаму ќе има тужби, ќе има жалби и така натаму, уште 2-3 години ќе шета овој план по административните работи и по судови и ништо нема да биде. Многу едноставно, значи и сите кои што поднесоа барање за да влезат во планот, сакаат да си платат комунали и да градат, а не да не градат. Вака со селективно, не знам до кај ќе оди, а и не знам, ако вие предлагате, значи, такво решение и сите треба да гласат дека одводот ќе оди нагоре, не знам јас друго образложение. И ако може да ми одговорите зошто е таков опфат од ЕВК и ова парцела што ја презентирав и другите. Добро, ви благодарам. Други прашања? Повелете, колега Војковски. Сега збораме дека планот ќе биде донесен, ако биде изгласан од советниците. За колку време од носењето на од одлуката на совет стапва на сила планот? Микрофонот. Од кој ќе донесите одлуката, тоест одлуката од кој ќе стани објавена во службен гласник, имаме уште преклопување во катастар од прилика 8 дена, значи од кој ќе излези во службен гласник плюс 80 дена, од тогаш ќе биде планот донесен, завршена ќе биде постапката комплетно. И ќе можат да се издават изводи од план. Има можност после некој да обжали, да речем, целата ова постапка? Има, да. Како пример се донесе одлука, обжали некоја, планот е со важност до 2026. Единствено што не контролира нас како работа, како процедура истерана од страна на општината и како процедура во однос на планското решение е Министерството за транспорт и врски. Министерството за транспорт и врски, значи, даде на 5 декември согласност што гарантира дека сите прописи во однос на процедурата и во однос на планското решение се запазени. Значи тука се набројани, ако сакате ќе ги прочитам, има може по материјалите 70-80 документи кои се наведени. И се подпишани 4 стручни лица од... Ги видовме, да. Значи останува процедурата, доколку биде изгласан на совет, само да има преклопување во катастар. Тоа би било, значи, средина негде на јануари. Да. Луѓето ќе можат да си поднесат документацијата и кои што му се фатени парцелите. Добро, фала. Добро, повелете други прашања. Повели колега Петар. Здраво, дали на овие парцели што се офатени во планот, дали веќе има изградени објекти
Или се парцели кои Значи, што се На некој, моментално не изградени? на некој има веќе легални објекти кои што се изградени по стариот детален. Има нелегални објекти кои што се изградени може и легализирани, но има и голем дел на парцели што се неизградени. Малку сум лаик во областа, дали тие нелегални објекти со овој плански опфат автоматски се легализираат или како е? Не. Ама ќе имаат право да поднесат за Сите што веќе имаат поднесено, согласно законот за легализација, тоа е скроз друга постапка од ова. Со урбанистички план, како што е овој, не се легализираат објектите. Значи, не, сите што имаат поднесено за легализација ќе бидат легализирани. Тие што немат, што граделе, што почнале да градат вчера или завчера, се нелегални објекти, тоа е казниво со закон. Некој што се осмелил да гради незаконски, не можеме да го легализираме. Добро, ви благодарам. Повелете други, доколку има. Повелете, господин Миште. Во врска со согласностите од Министерството за транспорт и врски и животна средина, значи неколку пати не даваа согласност од Министерството за транспорт и врски. Ќе ви прочитам на кратко еден документ сега. До Министерството за транспорт и врски е доставена реакција протест барање против предлог урбанистичкиот план и одговорот на анкетен лист по добивањето на дописот од комисијата и одржаниот состанок со жители на село Нижополе и со собственици на викендиците над селото. Има тука членови, сега не се битни тие, само ќе ви го прочитам што вели Министерството. Согласно горе наведеното, ви го препраќаме барањето во ваша надлежност, бидејќи надлежност на општината. При што ви укажуваме да ги имате во предвид наводите од истото во понатамошната постапка и бараме од вас да не известите за вашето постапување. Значи, ниту едно барање што беше од на последната, не знам колку бе, 40-50, не е прифатено. Не е прифатено нити за одводот да не оди таму каде што е, ништо. Значи, 3 вакви укажувања има од Министерството за транспорт и врски и од Министерството за животна средина. Еве ги тие се. Добро, ви благодарам. Други прашања? Да ми го На микрофон, да. да ми го отвориш. Не знам на колку прашања поврзани со формирањето на планскиот опфат имаме одговорено и како комисија и како одделение. Значи, планскиот опфат е работен во 2016 година. Врз основа на ажурирана геодетска подлога која сме ја добиле од овластена фирма за изработка на геодетски подлоги. Во неја се внесени сите дивоизградени објекти. Имајќи во предвид дека претходно за село Нижеполе постоеше детален урбанистички план, врз основа на кој се изградени дел од објектите во селото и во селото, значи до каде се простираат границите на тој урбанистички план за село Нижеполе, обврска во формирањето на опфат имавме да го вклопиме постоечкиот урбанистички план кој имаше површина од некаде 26 или 30 хектари, не ме фаќате за збор, не сум сигурна, Мислам дека толкава беше површината на планскиот опфат. Значи, урбанистички план за село,
кој содржаше функција од јавен интерес за потребите на таа површина и тој број на жители. Имајќи во предвид дека во меѓувреме ни се случи закон за легализација со консултации со Министерство за транспорт и врски, ние направивме овде многу голема работа во смисла на проширување на опфат не за дупло, туку за тродупло. Значи, можеше да биде тој забот, можеше да биде некоја квадратче, можеше да биде некој октагон или не знам што во рамки на опфатот, да не влези. Водевме многу сметка да го имплементираме стариот опфат, да ги вметниме сите дивоизградени објекти кои ги имавме во ажурирана геодетска подлога, и тоа беше максимумот во делот на проширување на опфатот. И мислам дека го надминавме двојно. Иако со општите акти процентот на проширување изнесуваше само 10%. Значи ние 10% не, него 100% го проширивме опфатот на селото. Бевме скептици дека ќе истераме постапката, меѓутоа со таа намена А4 сепак се успеа да се изработи планот, да се добијат функции од јавен карактер кои ќе ги задоволува потребите на луѓето и на тие што се со со постојано сместување и на тие што се со времено сместување А4. Значи, по тој принцип е дефиниран опфатот. Значи, никогаш не може да бидат сите задоволни. Во случајов, еве, тој забот е пречка, меѓутоа ако беше забот, ќе се јавеше некој друг што... Значи, стално ќе има незадоволни од тоа што не влегуваат во рамки на опфатот. Во делот на канализацијата, значи ние во овој вид на урбанистички план за село не смееме да излегуваме со плански решенија надвор од рамки на опфатот. Канализационата мрежа исклучиво се решава во рамки на опфат. Се што не може да се реализира во канализацијата, која е сместена во примарната улична мрежа, во рамки на опфатот, значи ќе се решава со дополнителни урбанистички проекти за инфраструктура. Точно е, мислам, имате право, држи вода в тој дел да се изработи урбанистички проект за инфраструктура, за прифаќање на тие канализациони води кои нема да може да се решат со канализацијата која е во примарната улична мрежа. Не гледам ништо спорно. Ако мене ме прашувате, донесувањето на овој план е голем успех за општината, заштедени се големи средства во делот на коштање на ваква документација, ако сега треба да се работи во моментот со тарифници со цени кои се сега актуелни на пазарот. Секој план има и добри и лоши страни, па затоа правиме изменување и дополнување. Во секој случај треба според нас планот да се донеси затоа што нуди развој, а во догледно време може да се направи изменување и дополнување. Многу е полесно кога се има некоја основа, па да се врши надградба на таа основа, а да се нема ништо, нема полошо од тоа да се нема никаква урбанистичка документација. Јас толку имам да кажам. Мислам, јас како вработена во одделението ќе бидам среќна ако и планот за Дихово се донеси, затоа што навистина преголем беше ангажманот и во делот на добивање на средства од Агенцијата за рурален развој, а и во делот на процедурата. Не знам, јас 12 години веќе што работам во општина, не ни се случило да имаме инспекција од 3 институции. Сме биле инспектирани од градежен инспекторат, од инспекторат за локална самоуправа и од управен инспекторат. 2 години бевме изложени под страшни притисоци во делот на процедурите, начинот како ја водиме постапката, меѓутоа нити еден од овие инспекторати не најде пропуст, а доказ за тоа и согласноста што ја добивме
на 5 декември, кај што јасно и гласно е наведено дека планот е изработен во согласно со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон, а особено дали планот ги содржи сите пропишани делови и прилози и постапката за негово донесување е во согласно со овој закон. Јас толку имам да кажам и посебно сум горда на донесувањето, мислам ако се донесе овој план. Оти многу напори се вложени, имаме ние собственици на парцели од странство, од Германија, од Шведска, што верувајте ми е срам кога ќе се јават да прашат дали планот за Нижеполе е донесе, затоа што тие луѓе не сакаат диво да градат. Значи има категорија што градат сега во моментот, особено во овие 3 години, и притисоците мислам дека и сите овие работи се резултат на некои други причини, а не легално да се гради. А ние како општина треба да се залагаме легално да се гради, сегде кај што има интерес за градба, да имаме градба, а не да ни се прават обструкции. Па вие како советници размислете дали планот треба или не треба да се донеси. Ви благодарам на исцрпниот одговор. Повелете, господин. Значи, овие неколку парцели кои што ги посочив јас, ниту има градба на нив, ниту има нелегални објекти, а се ставени во планот. Господине, значи позади тие парцели има други парцели, што ако не беа влезени пак ќе предизвикаа реакција тука. Значи не може сите да бидат задоволени, ме разбирате? Добро. Извинете малку, извинете. Значи еден по еден со кравање рака, оти ќе нема никој избор од сцената. Значи кратко, последно. Значи прво тоа. Значи нема никаков критериум за опфатот. Ви го кажав критериумот, господине. Ама не се уфрлање, ве молам, нека си праша, ќе му одговори. Не е точно тоа што го кажавте. И второ, ако во ова планска фаза не се проектира, зошто тогаш е таму одводот нацртан кај што е? Добро, нека допраша, ќе му одговорите. Повелете прашањето и ќе му одговорите. Зошто одводот е таму и зошто тие парцели се ставени на кои што нема ни градба, ни ништо од она што кажавте. А стариот урбанистички план, сите тие парцели кај што е тој завод беа во градежно земјиште. Добро, ако има одговор, мислам дека се исцрпува, истото го вртиме, ама ако има одговор некој, повелете. Го одговоривме повеќе пати. И јас така. Да. Се извинувам, не добив одговор зошто е нацртан одводот таму кај што е, да оди одводот нагоре. Значи таму е нацртан одвод и таму на јавната презентација кажавте дека над селото кај што завршува одводот. И на јавната има... презентација вака кажавте дека предвидуваме индустрија таму во подпелистерието. Јас не кажав така нешто. Се буневте сите. Значи јас ве молам, господин председателе, да ми се одговори на прашањето. Беше одговорено, јас колку што се сеќавам, господјата одговори дека за било кое идно решение може да се направи друг проект. Дали за канализацијата, дали за водата, дали за било што. Значи може сега. Значи јас тоа го добив секако одговор и мислам дека сосема коректен е одговорот. Сега на кој му се допаѓа или не, тоа е друго. Да не се вртиме во круг со прашањата и да привршиме работата, мислам дека исцрпено е. Видете, вие привршете работата, меѓутоа пак канализацијата нагоре нема да оди. И срамота е за Битола да донеси ваков план. Уште еднаш ќе ви кажам, решението е многу едноставно. Да се прифатат барањата на луѓето кои што ги има поднесено и да се прецрта едноставно една линија, само да се нацрта кај што треба да биде фекалната канализација, односно фекалниот одвод. Добро, ви благодарам, господјата Валентина. Проекти за инфраструктура, Минадив ќе се исцрта. Не може во оваа фаза. Добро, повелете раководител на одделение. Мислам, колегите максимално се потрудија да објаснат, меѓутоа, еве да се надоврзиме за да бидат работите појасни. Значи се работи за урбанистички план за село, кој што е изработен на највоопштено ниво на планирање. Што значи тоа? Со овој урбанистички план оформена е граница на опфат и утврдени се зоните. Во делот на инфраструктурата разработени се само примарните водови.
тука во ова село имаме една примарна сообраќајница и во истата е прецизирано каде ќе се водат водовите на инфраструктура меѓу останатите и водовите за одводнување. Бидејќи секундарната мрежа воопшто не е ниту предмет на разработка, парцелацијата не е предмет, значи за урбанистички планови за села на ова ниво на планирање податоците се дадени како генерални податоци. Овој план представува рамка, платформа, врз основа на која ќе се направат порачки за наредна документација со која што ќе се изврши по-детално планирање, особено во делот на инфраструктурата. Значи, ние сега врз основа на овој урбанистички план, во зависност од потребите по поделни опфати или можеби проценката ќе биде дека ќе треба на ниво на цел опфат, ќе се нарачаат проекти за инфраструктура врз основа на кои што ќе се прецизира детално сите водови, пречистителни станици, пропратна цела инфраструктурна, да речам, мрежа и врз основа на нив ќе се утврди приклучокот на секоја градежна парцела и на секој објект поединечно. Многу е мислам невкусно да коментираме нешто што воопшто не е ни предмет на изработка. Уште еднаш, значи, да потенцираме дека ние како општина ја водиме процедурата за донесување на планот. Изработувањето го работи лиценцирана фирма која што го дава предлогот на проектно решение, конкретно за сите инфраструктурни водови, значи вклучени се јавните предпријатија, јавното предпријатие Нискоградба, покрај влезни податоци и водоводи, и Евана и сите останати, даваат и позитивно мислење на планските решенија, на планското решение во случајот. Овде ја имаме целокупната документација, да не се повторувам со колегите, имаме потврда на исправноста на водењето на постапката и да дадеме простор конкретното, значи, решавање на сите проблеми во рамки на селото Нижеполе со донесувањето на планот, да дадеме пас да се решат поединечно. Уште една работа сакав да кажам, дека за ваша информација, во рамки на општина Битола, дел преку делението за урбанистичко планирање, дел преку делението за спроведување на урбанистички планови, во моментот, не ме земајте за збор, ама имаме, мислам, 4 или 5 паралелни процедури кои што се водат во рамки на општините за парцели или опфати кои што се во подрачјето на Нижеполе. Значи, согласно Закон за урбанистичко планирање, дадена е можност секаде каде што има услови, ние како општина имаме и обврска и ги водиме тие процедури. Строго контролирани се, не е исполнување на желби, меѓутоа се што е во рамки на закон, истото е овозможено и очекуваме дека во скоро време ќе имаме контролирана градба во тој дел и во делот на сите парцели кои што се во рамките на опфатот на овој урбанистички план, меѓутоа и на парцели кои што се предмет во моментот на изработка со други урбанистички планови или документации. Добро, ви благодарам. Значи во планот е и пречистителната станица. Малам? Не ви дадов збор. Не, доста. Мислам дека многу пати ви дадов збор и Вастев кажавте се, мислам дека исцрпена е расправата, се зборна на сите точки. Ама сега не е ова политичка дебата, сега не може да влегвате во реплики, контрареплики, значи... Ама беше кажано дека после се планира, да ви кажам само и советниците да знаат дека и пречистителната станица и фекалниот одвод е во планот. Да, и ама не е наведена точната локација. Како не е наведена? Тоа кажа. Како целина. Па наведено е, па проблемот е во тоа што е наведено. Земете го планот, ке видите и кај е и фекалната и кај е предвидена пречистителната станица. Мислам дека луѓето се стручни во дело што го работат и точно овде не информират ако некој сега така дава грешни информации, ние не можеме да судиме тука. Отворете го планот и видете, го гледавме на две јавни презентации, да, вие бевте присутен. Да, значи таму стои и пречистителната станица и фекалниот одвод. Значи нацртан е тој. Добро.
Мислам дека исцрпивме дискусијата. Ги ставам точките од дневниот ред на гласање. Точка број 1. Програма за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Битола за 2023 година. Кој е за, молам да крени рака. 3 за, кој е против, воздржан. 3 за, 1. Горан, не гласаш? Не си ти, извини. Жанович. Точка број 2. Извеште за реализација на програма за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Битола за период од 1.1.2022 до 31.12.2022. Кој е за? 3 за. Точка број 3. Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола за 2023 година. Кој е за? 3 за. Точка број 4. Одлука за донесување на урбанистички план за село Нижеполе, општина Битола. Кој е за, молам да крени рака. 3 за. Точка број 5. Одлука за донесување на урбанистички проект со план за парцелизација на градежна парцела 5.2 и градежна парцела 5.4 согласно ДУП за Ушици блок 5 Битола со намена комерцијални и деловни намени, општина Битола. Кој е за, молам да крени рака. 3 за. Со тоа е исцрпен дневниот ред. Ви благодарам за присуството.